Поштовани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. До 20 март важи забраната за извоз на одредени житарици од Македонија, како и масло и производи од сончоглед. Повеќе за оваа одлука во продолжение. Владата го забрани извозот на пченица и на полица, јачмен, пченка, брашно од пченица и на полица, семе од сончоглед, масла од семе од сончоглед, соопшти министерот за економија. Забраната трае од денеска па до 20 март, односно во време траење од 10 дена. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека имајќи во предвид инвазијата на Русија во Украина и реперкусиите кои што оваа ситуација ги има не само на европските, туку и на светските пазари, може да се каже дека живееме во една од најголемите светски економски кризи. На секоја влада приоритети е да го заштити стандардот на граѓаните и да ја одржи економската стабилност, додаде Бектеши. Целта на оваа мерка е заштита на домашниот пазар и на граѓаните во време на криза. Во услови на пост-пандемија, кога се соочуваме со најголемата економска криза, која што Европа и светот ја паметат во поново време, граѓаните треба да знаат дека владата е целосно посветена на намалување на негативните последици од светските негативни економски текови. Приватните млинови, приватните компании во земјата располагаат со преку 50.000 тони залии од пченица, преку 10.000 тони пченка и над 8.000 тони јачмен, што се должи на растот на домашното производство на пченица од 195.000 тони во 2017 година на 253.000 тони во 2021 година. Македонија има доволна количина на залихи од пченица и пченка за покривање на домашните потреби. Ова е ставот на заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски. Вели дека нема потреба да се активираат стоковите резерви. Нова збор за пченицата, која што ја гледаме како еден основен продукт во исхраната, кај што е најмногу застапено. Во овој момент нема потреба од активирање на стоковите резерви, се со цел за да нормално е тоа, имаме доволно во самите млинови. Она што е веќе, иако од председателот Вучич најавено, значи 50.000 тони на пченица и 25.000 тони на пченка кои се неопходни до следната жетва и следната берба на пченката, остануваат. И ова министрот Крешник што го кажа дека токму таа комуникација е постојана. Во моментот кога сите влади носат одредени вакви одлуки за забрани, се со цел за смирување према пазарот, а секако и една стабилност и сигурност према своите граѓани, ние очекуваме на она што беше кажано дека тоа ќе се исполни. Во моментот, само да знаете дека се работи на динамичен план преку коморите, кои што ние во наредните денови ќе го доставиме до владата на Република Србија и во тој дел ќе продолжиме со разговорите. Доколку се појави потреба, државата е подготвена и за дополнување на стоковите резерви, но во моментов нема потреба за тоа. Велат од владата, додавајќи на граѓаните да не подлегнуваат на шпекулации. Пред 2 дена на владина седница усвоивме пакет од 26 мерки и препораки за заштита на животниот стандард на граѓаните и одржување на ликвидноста на компаниите во вредност од 400 милиони евра, рекоа на денешната пресконференција. Неделата поврзана со правата на жените, некако се случи и анализа која што изготви Националната федерација на фармери, а која што се однесува на правата на руралните жени. Од Министерството за труд и социјална политика и министерката Јованка Тренчевска велат дека ќе работат на изнаоѓање на решенија за овозможување платено породилно отсуство на жените фармерки. Во продолжение изјавата на министерката. Ми представува посебна чест и задоволство што денес имаме можност заеднички да отвориме дискусија за едно исклучително важно прашање за фундаменталното право на родителско отсуство и боледување за регистрираните земјоделки, да заеднички да иницираме
решенија во насока на почитување на принципите на владење на правото, на еднаквост, на недискриминација и остварување на концептот на социјална правда. Вакви слични средби и настани се потребни, се повеќе затоа што само на еден ваков начин, преку отворен диалог и дебата, преку транспарентен начин на работа, можеме да дојдеме до решенијата кои што одговараат на сите, решенија со кои што се решаваат горливи прашања, особено за жените земјоделки. На овој начин, всушност, со вклучување на сите заинтересирани страни, ќе помогнеме во зајакнувањето на соработката на ресорните министерства. Министерство за труд и социјална политика во самото министерство е владиниот механизам кој што работи на унапредувањето на родовата еднаквост, но кога разговараме и дебатираме за прашања кои што се однесуваат на жените до руралните средини, главен соработник и партнер, ние Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и јас искрено се радувам што министерот Николовски е министер кој што навистина е отворен, транспарентен и пред се сензитивен за прашањата која се работи за унапредување на положбата на жените во руралните средини, затоа што голем број на активности во времето, првиот мандат која беше министер во тоа министерство, беа направени решенија со кои што навистина се унапреди положбата на жените во руралните средини. Ке зборува министерот за сите тие политики и мерки што беа реализирани, но и оние кои што се во подготовка, кои што ќе значат дополнително подобрување на положбата на руралните жени. Северна Македонија е претежно земјоделска земја во која што руралните средини зафаќаат околу 87% од вкупната површина и речиси 45% од населението живее во руралните средини. Тоа вие, представничките на асоциациите, на граѓанските организации, најдобро го знаете, затоа што работите на истражувања, на анализи, кои што ги даваат овие податоци. И според истражувањата во руралните средини во Република Северна Македонија само околу 4% жени се собственички на имот, на куќа, наспроти 96% на мажи, додека 12% жени се собственички на земјиште, наспроти 88% на мажи. Само 10% од жените носат одлуки за активности поврзани со земјиштето, додека 50% од жените кои што се собственички на земјиштето не се активни во процесот на носење на одлуки за активностите поврзани со земјиштето, и тоа се податоци кои што не одговараат на современото општество во кое што живееме, на сите оние права и обврски кои што ни ги дава Уставот, ни ги дават законите, и затоа тоа е прашање на кое што сите заеднички, секако со поддршка на вас како асоциации, мора да ја промениме сликата, да работиме многу поактивно, се со цел да го зголемиме бројот на жените во руралните средини кои што се носители на имот, собственички на имот и жени кои што учествуваат во носењето на одлуките. Жените во руралните средини го представуваат и мнозинството на така наречената неформална економија, каде што не е регулиран нивниот статус во однос на здравствената и социјалната заштита. Исто така, според податоците на Државниот завод за статистика, жените поминуваат многу повеќе време во активности, во домашна работа, за разлика од останатите членови на семејството. Во просек жените работат 11,06 часа дневно, а мажите 9,68 часа дневно, што зборува дека најголем дел од домашните обврски се уште на терет на жените во руралните средини. Една од причините кои што го отежнува вклучувањето на пазарот на труд на самите жени е уште во 2017 година беше детектиран проблемот со недостатокот на сервиси за претшколско образование во руралните средини, и токму
тргнувајќи од овој факт, во 2017 година па наваму сме сконцентрирани на отварање на детски градинки со посебен акцент на руралните средини. 60 на градинки во овој период се отворија. Оваа година ни предстојат уште отварање на 10 градинки. Не застануваме тука, продолжуваме со посебен акцент на отварање на вакви објекти во руралните средини, се со една цел да им овозможиме еднаков пристап на децата, на сите деца од претшколска возраст до претшколско образование. А знаеме дека вклучувањето во претшколско образование влијае на правилниот раст и развој на децата, а од друга страна возможуваме на мајките да се вклучаат на пазарот на трудот. Министерство за труд и социјална политика, кога зборуваме за унапредувањето на жените, на правата на жените и положбата на жените во руралните средини, е дел од работната група за родова еднаквост, која што е во рамки на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. И навистина во минатиот период направивме голем дел на активности кои што зборуваат за унапредување на положбата на руралните жени, на жените од руралните средини. Меѓутоа, не застануваме тука, продолжуваме со работата на оваа група, се со цел креирање на нови политики кои што ќе значат дополнително подобрување на статусот на жените од руралните средини. Балансирањето на родовата застапеност во земјоделскиот сектор треба да биде приоритет на политиките на секоја влада, на земјите кои имаат значителен број на луѓе кои што живеат во рурални средини, како што е и Република Северна Македонија, затоа што мораме да дојдеме до потполна еднаквост на жените и мажите, да работиме многу повеќе на промовирањето на жени собственички на имот. Нашите закони не се ограничувачки, даваат право на секоја жена, на секој поединец во државата, право на наследство, меѓутоа треба да работиме на промена на традицијата, на промена на менталитетот, да имотот подеднакво се дели и помеѓу девојчињата и момчињата, односно женските и машките деца во семејството. Министерството за труд и социјална политика како креатор на политиките во моментот работи на нов закон за родова еднаквост, работи на нов закон за работните односи, закони кои што навистина ќе дадат една нова димензија и на родовата еднаквост, односно закони во кои што ќе биде, особено во законот за работни односи, ќе биде вклучен концептот на еднаквост и воведување на родителско отсуство согласно стандардите и принципите на Европската унија, меѓутоа и на меѓународните стандарди, што ќе овозможи поголема достапност на пазарот на труд на сите жени, имајќи во предвид дека со новите законски решенија ќе му се даде обврска и право и на таткото подеднакво да учествува во растот на своето дете, односно да биде вклучен во грижата за децата. И тоа се тие мерки кои што значат хармонизација на семејниот и професионалниот живот, каде подеднакво врските во домот и семејството ќе бидат поделени помеѓу мажите, помеѓу родителите и двајцата родители. Дополнително во собраниска процедура и стратегијата за родова еднаквост, која што исто се фокусира на областа и унапредувањето на жените во руралните средини. Се надевам дека многу брзо оваа стратегија ќе биде донесена за да си започнеме со имплементација на мерките и активностите од оваа стратегија. Буџетот во Министерството за труд и социјална политика и во останатите министерства постои за имплементација на овие мерки од стратегијата, така да очекувам собранието многу скоро да ја донесе за да почнеме со имплементација. На самиот крај, она што сакам да го кажеме дека во пресред на утрешниот ден, како министер и како човек кој што долги години работи на родовата еднаквост, ќе кажам дека не треба да се дискутира и да се дебатира за 8 март и за правата на жените само на 8 март,
туку во текот на цела година, 365 дена, треба да се бориме, да дискутираме за правата на жените, заеднички да покренуваме иницијативи, се со цел да ја подобриме положбата на жените во сите сегменти на општественото живење. Нека ни е честит празникот, борбата ни продолжува и само заеднички можеме да имаме поголеми успеси. Ви благодарам. Како што знаете, во емисијата Агроинфо одвојуваме простор за вас земјоделците преку стручните совети кои што ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Еве на почеток, како и обично, веќе по традиција, презентацијата ја врши господинот Табанов, дипломиран земјоделски инженер. Господине Табанов, за денешна емисија што би сакале да истакнете? Овака, за денешна емисија би сакал да го презентирам течното ѓубриво Биоактив, биостимулатор, кој што е многу корисен во овој период, бидејќи имаме стресни температури, различни утрински и денски температури, така да Биоактив помага во неговиот состав има аминокиселини кои што помагаат во стресни ситуации. Значи, исто така во составот на Биоактив има и морски алги, како и органски материи. Биоактив се користи во сите култури, почнувајќи од кренарство, овощарство, лозарство. Дозата на Биоактив за фолијарна употреба е од 200 до 300 мл на 100 литри вода, а исто така може да се користи за почвена апликација во доза од 1 до 3 литри на декар. Биоактивот дали може да се комбинира и со некои други кристални ѓубрива од нутри без тебе? Да, значи биоактивот може да се комбинира со кристалните ѓубрива, ги препорачуваме ѓубривата на Нутрибест, кој што ги има сите комбинации, почнувајќи од 3,20 па се до повисок процент на калиум. Благодарам, господин Табанов. Иначе, почитувани, ние сега би продолжиле нешто од Агроуник, а овој пат ќе проговориме нешто за славолот, веќе е познато ѓубриво, кој што знаете дека е од палетата на Славол, Славол С, Славол ВВЛ и овој Славол. Разликата е по концентрацијата на оксин, тоа е хормон, природен хормон, кој што ги стимулира растенијата нормално да растат и да се развиват. Еве пример Славолот, овој Славолот со зелено капаче бело шише, тука добри резултати дава, особено во систем капка по капка, доза на употреба е 1 до 1,5 литар на декар. Исто така може да оди во комбинација со одредени кристални ѓубрива. Исто така Славолов може да биде и Славол ВВЛ, кој што има поголема доза на, односно концентрација на оксинот, кој што исто така може да се употребува фолијарно, доза на Славол ВВЛ 0,3, односно 30 мл во 10 литра вода. Во продолжување би сакал сега да го истакнам од Фалкон, од Фертиактил. Фертиактил од палетата на Фалкон се карактеризира со тоа што фертиактилот има 13% азот и 5% калиум и одредени стимулатори, патентирана технологија, каде што овозможува пред се фертиактилот да се употребува кај растенијата, каде што сакаме да го стимулираме развитокот на кореновиот систем. Ово го напоменувам, затоа што знаеме колку што е во овој период почвата поладна, помалку има работа на кореновиот систем, односно помалку се развива целиот кореновиот систем, коренови жили, и со тоа да се оневозможи подобро усвојување на водата и хранливите елементи. Значи, Фертиактил Г3 се карактеризира со тоа што сето ова го елиминира со буен развој на кореновиот систем, доза на употреба обично е околу пола литар на декар или 5 литра на хектар, во најдобро во систем капка по капка, може и во лејата да се употреби, или пак може да се употреби и со заливање во лејата, или на стално место, најме дека после садење, убаво и препорачливо е да се употреби пример Фертиактил во системот капка по капка, за да може растението на старт, значи после 7 до 10 дена, тоа да може растенијата веднаш да започне буниот развој на кореновиот систем. Кажав, со развитокот на кореновиот систем, многу ќе се стимулира усвојувањето на хранивите елементи,
потоа развитокот, подобар квалитет на целиот надземен дел, подобар квалитет на самите плодови, подобро зрење. Сето тоа, значи, не само квалитет и квантитет, се зголемо што е една од предностите во едно земјоделско производство. И сосема на крај биве подсети за сулфацидот, коректор на pH на почвата, затоа што од минатата емисија која ја презентиравме имаше гледачи кои што се заинтересирани. Значи, сулфацид, пола литро до литар на декар или 5 до 10 литра на хектар за корекција на pH на почвата, кај што се солени почвите, кај што е висока pH, се врши корекција со сулфацидот. И во продолжение на Агроинфо да видиме што ново се случува надвор од границите на Македонија поврзано со земјоделското производство.
Поштувани, тоа беше се во ова издание, најново издание на емисијата Агроинфо на ТВ Канал Вест. До следната недела, бидете во добро расположение. Пријатно.